Здруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово успешно се представи на 9-тиот меѓународен фолклорен фестивал Вечери покрај Требишница во Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина. Организатор на фестивалот е ансамблот за национални игри Јован Дучиќ од истоимениот град. На него учествуваат ветерани на фолклорот, изведувачки ансамбли, пејачки групи и солисти. Фестивалот се одржа од 23 до 26 јуни на импровизираната сцена во центарот на градот под Старите јавори. На трите фестивалски вечери, според зборовите на организаторот, настапија над 1000 учесници од Србија, Република Српска, Црна Гора, а како единствени представници од Република Северна Македонија настапија членовите на Здруженијето на Срби и македонци, Куд Бранко Чајка од Тетово. Фестивалот има и ревијален и надпреварувачки карактер. Играорките, оркестарот и вокалниот солист Јована Богдановска пред многобројната публика настапија во ревијалниот дел и се представија со кореографија на позната македонска песна Билјана Платно белеше. Трите вечери започнуваа со дефиле на фолклорните групи низ улиците на Требиње, при што беа топло поздравувани од случајните минувачи. Дефилето завршуваше до местото на одржување на фестивалот со заедничко оро на сите изведувачи. Ова заедничко оро представува убаво доживување како за учесниците, така и за гледачите, бидејќи тоа оро го сочинуваат играорци во носии од различни краеви, сплотени во едно срце, кое поседува голема љубов кон играта и песната, вели председателката на Здруженијето на Срби и македонци Куд Бранко Чајка, Сонја Антонов. За време на одржувањето на фестивалот, представниците на друштвата имаа прием кај градоначалникот на општина Требиње, кој поздравувајќи ги присутните истакна дека културата треба да биде на прво место, дека Требиње е град со отворено срце и сите добронамерни луѓе се добре дојдени во градот. Учеството на фестивалот на Здруженијето представува проект од национален интерес во културата за 2022 година, поддржан од Министерството за култура.